И како што најави, време е за првиот разговор во студиото. Пред да го представам гостинот, ќе дадам само кратка најава на темата за која што ќе говориме денеска. Дали ви се случило да застанете на вага и да не забележите никаква промена и покрај тоа што сте биле на диета? Можеби проблемот е во скриените шеќери на кои што не сте им обрнале доволно внимание. Истото важи и за приврзаниците на здрава исхрана кои што ги имаат исфрлено од употреба шеќерите, но не сметаат на некои скриени шеќери кои што обично се напишани со ситни зборови на дното на декларациите од производите кои што ги консумираме. Токму за скриениот шеќер говориме денеска со мојот гостин. Ќе му посакам добро утро и добре дојде на Љупче Трајчев, нутриционист, хербалист и доктор по природна медицина. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и добар ден им посакувам на сите гледачи на македонската телевизија. Се надевам дека во наредниве неколку минути ќе бидеме интересни и ќе одговориме на прашањата и дилемите кои што ги имале нашите гледачи користејќи ги производите кои што може да се најдат на пазарот. Кога говориме за скриен шеќер, на што точно мислиме за да ги разјасниме дилемите? Па вака, знаете колку е развиена индустријата и колку се повеќе индустријски производи имаме и колку е нивниот број се повеќе се зголемува. Шеќерот како една намирница која што е многу добар конзерванс се наоѓа скоро во многу производи за кои што ние мислиме дека не би требало да се таму, меѓутоа тој се наоѓа во тие намирници. Почнувајќи, знаеме дека сите оние сокови, пијалоци кои што се продаваат, сите содржат, индустријски сите содржат шеќер, кој што на еден или на друг начин е сокриен, дури и во оние производи кај што пишува дека 100% се природни и нема шеќер. Од одредени анализи утврдено дека тие всушност содржат големи количини на додадени шеќери. Затоа и го поставивме прашањето кое што испишано еви на екранот го гледаат гледачите. Мислиме дека јадеме солено, а всушност внесуваме скриен шеќер. Токму така, еве и во солените намирници, ако на пример земеме она месо кое што е приготвено полуготово, оние меса кои што се спремни за поховање, пилешкото месо кое што на некој начин е конзервирано, додадено му е голема количина на шеќер за да неговата издржливост и неговиот вкус биде поприемчив кога ние би го користиле и кога повторно би имале желба да го купиме. Така да еве и пилешкото месо кое е конзервирано на некој начин или полуприготвено, оние готови миксови со зеленчуци кои што конзервирана храна. Па дури и миксовите со зеленчуци кои што се замрзнати предходно поминуваат во еден шеќерен сируп кој што на еден начин ги обложува овие зеленчуци, не им дава да дојде до нивна оксидација. Освен тоа го подобрува вкусот и ја задржува онаа боја која што тие имаат, така да после тоа замрзнување и кога ќе ги одмрзнеме и кога ќе ги користиме, ние имаме чувство на сладкост и многу ни се поприемчиви за нашиот организам, многу ни се повкусни за јадење. Така да ги има, значи и во скриениот шеќер го има и во зеленчуците, и во одредени меса, значи оние кои што на некој начин се приготвени, дури го има и во морската храна која што исто така се замрзнува, така да и она што исто сакам да го кажам, на пазарот се појавува мед доста долго кој што на самата декларација пишува дека има рок на траење од 2 години. Со тоа едноставно се докажува дека тој мед всушност содржи шеќер, затоа што медот кој што е природен, вистински мед, има неограничен рок на употреба и може да се користи неограничено, да речеме, после 2-3 илјади години, ако земеме да го консумираме, тој мед ќе има непроменета форма и состав. Така да шеќерот е многу застапен насекаде, особено во секоја индустријска храна, особено да речеме во Америка и во Австралија, кај што се користи во огромни количини, за разлика од европскиот пазар, каде што некаде 3 до 4 пати е помал бројот на користење на тој шеќер. Во односно ова ние особено имаме среќа затоа што овде во нашава земја, во Македонија, се конзумира свежа храна и свежо приготвена храна, така што можеби сме некако оттргнати од она несакано внесување
внесување на скриен шекер, но сепак го има во голем број намирници кои што ги купуваме како готови производи и на тој начин го внесуваме во организмот. Како се манифестира скриениот шекер? Како можеме да препознаеме дека го имаме? Па најдобро е да не конзумираме индустријска храна. Добрата храна се наоѓа во продавниците за здрава храна, се наоѓа на нашите пазари. Јас исклучио повеќе од 8-9 години воопшто не конзумирам индустријска храна, значи воопшто нешто што е спакувано, што е ставено на полица. Тоа за мене не представува храна, да кажеме, да ги споменеме тие намирници. Чипсовите на прво место доаѓаат најверојатно. Токму така, чипсовите исто така содржат шекери, за да се истакне солениот вкус. Секогаш домаќинките дома кога приготвуваат храна, ако сакаат да го подобрат вкусот, да се истакне оној солен вкус и да се добие пријатност во самата уста, се додава секогаш малку шекер во јадењето. И обратно, кога нешто приготвуваме сладко, добро е да додадеме малку сол за да го се истакне сладкиот вкус, за тој контраст во самата уста која ќе го внесеме јадењето се покажи, така добиваме поголема сладкост на јадењето, а нели всушност индустријата тежна е кон тоа нивниот производ да биде вкусен за да може да се продава. Гледаме фотографии во кои што, нели, преку фотографиите се покажуваат и дилемите пред кои што се наоѓаат луѓето, дали да јадат готова, дали да јадат приготвена храна од она брзата храна или нешто свежо, што значи овошје и зеленчук. Многу пати посегнуваме по она што негативно ќе влие врз нашето здравје, но еве барем во оваа насока се овие разговори да им укажеме на луѓето на што треба да внимаваат, еве конкретно денеска кога е во прашање скриениот шекер. Па вака се англичаните имаат еден многу убав збор за таа храна. Тие викаат junk food, што самото име кажува дека тоа е, да не преведам на македонски, многу грубо изгледа. Така да и самиот да речеме на пример да земеме еден хамбургер во самиот тој леп што се приготвува, посебно во овие големите ланци на храна, во самиот леп се додава многу шекер за да го има тој сладкаст вкус. Освен тоа сосовите содржат 30% шекер. Секој оној сос што е, да речеме, и кетчапот кој што го купуваат, кој што е индустријски, не велам за секој, значи има кетчапи кои што не содржат шекер, меѓутоа збориме за оние големи масовни фабрики кај што масовно се произведува, содржат некаде 20 до 30% шекер. Тоа е таа дилема кога, например, некој јаде хамбургер, мисли дека не внесува шекер. Јадам солена храна. Да, јадам солена храна, не внесов денеска шекер, не јадев ништо благо, у суштина има внесено многу повеќе отколку кога би изел нешто благо. Една толумба, да речеме, например. Сега хипотетички. Домашно приготвена. Да. Говорам, меѓутоа има доста скриени шекери и освен тоа тие шекери во таа скриена храна содржат и многу емулгатори, многу конзерванси кои што се и причинител за шекерната болест, нели? Која што се повеќе и повеќе болест на модерното време, да. Се зголемува, знаеме дека во суштина таа варира негде 6-7 место по смртност на листата на болести кои што предизвикуваат морталитет. Освен тоа, предизвикува бубрежни заболувања, значи ги слабе бубрезите, мозочните кели, предизвикува кардиоваскуларни болести и многу други пореметувања на самиот организам, затоа што имајќи повеќе шекер во нашата крв, е една ситуација во која што нашиот организам постојано се бори да го отстрани тој шекер затоа што е непотребен и не му е местото во крвта, местото му е во клетката кај што би требало да се потроши. Од оние намирници кои што ги споменавте и вие, кои што содржат скриен шекер, а редовно ги консумираме, уште еднаш ќе ги повторам, пијалоци, овде предничат газираните пијалоци, но и природните пијалоци кои што во себе содржат прилично големо количество на шекер, потоа чипсот го спомнавме, салата од конзерво, пилешко месо кое што е нели полуприготвено, медот го спомнавте, готовите сосови, конзервиран зеленчук, грашок, пченка и така натаму, енергетските плочки и барови. Исто така. Исто така, поготово и енергетските пијалоци содржат огромни количества на шекера, се останатиот состав е за некоја друга тема, меѓутоа тие содржат секогаш многу повеќе шекер отколку што ние можеме да замислиме.
дури одеш по интернет некои слики со пијалоците, кој пијало колку шекер содржи, што е навистина енормно количество за нашето тело, кое што нема потреба од толкави количини на шекер и не поготово на ваков шекер рафиниран, кој што представува вистинска опасност за целото тело. Ја споменавте и брзата храна, која што не е навистина препорачлива, и лебот. Нели, без леб не можеме, една од основните намирници кога станува збор за исхраната, меѓутоа треба да внимаваме од кои производители е лебот за на тој начин да си обезбедиме квалитетна исхрана. И многу е битно лебот да биде од цело зрно, значи интегрален, со внесување на цело зрно, со внесување на зеленчук, овоше, со храна која што содржи влакна, самиот тој вишок на шекер во дигестивниот тракт, значи во тенкото црево се отстранува со помош на овие влакна кои што ги отстрануваат и другите токсини и сето она што е непотребно, тие на некој начин придонесуваат да се отстрани. Меѓутоа, користејќи бел леб, месо и шекери, представува вистинска бомба во нашиот организам и тога шекерот и не може да се искористи правилно, затоа што во толкав голем број клетката, самата клетка не може да го абсорбира тоа количество на шекер. Знаеме дека инсулинот е многу битен, тој представува како клуч за да ја отклучи клетката и за да може шекерот да се искористи, значи да влезе во митохондријата која што е моторот на клетката и да согори ние да се чувствуваме силни, да се чувствуваме полетни, да имаме енергија, што знаеме дека е проблем кај луѓето кои што имаат шекерна болест, дали таа е од тип 1 или тип 2. Сега би сакала накратко да дадем одговор на тоа како се манифестира скриениот шекер и кои симптоми можеме да ги почувствуваме за да имаме предвид дека станува збор за скриен шекер и дали можеме со одредени намирници да го сузбиеме и да ни се подобри состојбата. Па вака, скриен шекер обично имаат трудниците, тоа е гестатички диабет, кој што многу тешко се манифестира, значи тие немаат никакви симптоми, меѓутоа може со испитување да се одреди. Тој се случува со тоа што одредени хормони кои што во тој период на бременоста го блокираат инсулинот, хормоните кои што одат во плацентата го блокираат инсулинот и на тој начин настанува тој скриен шекер кај трудниците. Меѓутоа, кај останатата популација од луѓето постојат диабет тип 1 и диабет тип 2. Разликата во нив, тие се класифицирани уште 1936 година. Диабет тип 1 е кога панкреасот кој што треба да го лачи инсулинот или лачи многу малку или не може, или не лачи воопшто, а знаеме дека без инсулин не може, она што го напоменав претходно, шекерот не може да влезе во клетката и да се искористи. И имаме диабет тип 2, од кој што оние кои што имаат диабет, 80-90% во светот ја имаат оваа болест, тоа е неискористување на инсулинот, значи неискористување на шекерот во самата клетка, значи резистентност на инсулинот. Тоа зошто настанува тоа, според моите испитувања и она што јас долго години го истражувам, обично се доаѓа до овој тип на диабет заради токсификација на самиот организам и користење токму на индустријска храна и недоволната физичка активност. Секој кој што има диабет знае доколку физички е малку поактивен, доколку јаде повеќе салати, го смени начинот на исхрана, тој веднаш се чувствува подобро. Тоа е знак дека веќе во неговата крв нема толку многу шекер, не е оптеретен целиот систем и дека шекерот стигнал во клетката и од таму ја чувствува таа своја енергија. Ако ве прашам доколку консумираме една енергетска шекерна бомба, да речеме, јадеме чипс, пиеме газиран сок, потоа земеме енергетски плочки или барови, тука веќе шекерот добива на вистина високо ниво. Што да направиме? Да се напиеме чаша вода, да бидеме физички активни, да потрошиме малку од енергијата? Или подобро да не јадеме? Па да истрчаме 5 километри би било окей, би го потрошиле на некој начин
тој шекер, меѓутоа треба да се внимава во исхраната, Так. затоа што не е само шекерот како шекер и како енергија која ни е неопходна на нас, меѓутоа треба да се внимаваат изворите на шекер да бидат природни, затоа што знаеме дека рафинираниот шекер е на некој начин токсин во нашиот организам, така и делува нашиот организам на него, освен тоа ја скиселува крвта. Значи кисела крв значи основ за настанување на патогени микроорганизми кои се тука за да ја неутрализираат таа киселост во нашиот организам. Така да најдобро е, доколку некој има потреба од повеќе шекер, наутро нели да земе мед, суво овошје, свежо овошје, тоа се вистинските извори на шекер кои што нашето тело може и правилно да ги искористи, меѓутоа внесувајќи го тој шекер на тој начин, ја внесуваме многу витамини, минерали кои што се неопходни и за многу други процеси кои што се одвиваат. Меѓутоа шекер како шекер, ако внесуваме само или индустријска храна која што енергијата која што е во таа храна и сите оние емулгатори, конзерванси и сето она што го содржи, предизвикува обратен ефект од свежата храна. Так. Ќе го заокружиме разговорот со тоа што ни предстои пред новогодишните денови и покрај тоа што сме ограничени за можностите за прослава и поминување на новогодишната вечер со друштво, нели, некаде надвор од домот, во ресторан или било каде, сепак ќе подготвиме традиционално богата трпеза со најразлични јадења, би рекла месото ќе биде на прво место и уште многу други прекрасни вкусни јадења. Би сакала овде да одговориме за месото, бидејќи го подготвуваме за празниците во поголеми количини, треба да внимаваме како ќе го подготвиме и како да го чуваме за да можеме, нели, да го консумираме барем во период од 2 дена, 3. Вака се, ако станува збор за месото, знаеме дека месото е сега многу поразлично од она што го консумирале, да речеме, нашите предци пред 50 на години, кај што добитокот се одгледувал на природен начин, значи добитокот се пасал на отворено, каде што јадел здрава храна, немало ГМО храна, немало затварање на добитокот, така да разликата е огромна. Меѓутоа, за љубителите на месо, ќе истакнам дека најбитно е кога го користат месото во својата исхрана да не го мешаат со млечен производ. Една од најголемите грешки и една од најголемите причини за мозочни удари и срцеви удари е токму тоа, мешањето на месото со млечни производи каде што доаѓа до огромно згустување на крвта, притисокот станува голем во нашиот организам и затоа настануваат тие мозочни срцеви удари, така да сите кои што сакаат месо нека го конзумираат месото, меѓутоа 3 пати повеќе салата со месото и така можат најдобро да уживаат и најздраво во месото. И она што го спомена за чување на месото, обично приготвеното месо треба да се чува во фрижидер на ладно, затоа што секое расипување на месото создрава толкова голема токсификација во самиот организам. Знаеме дека најголемите труења настануваат баш од месото и месните производи, така да треба да се внимава и секако да се внесува месо кое што ќе биде приготвено правилно и кое што ќе биде правилно чувано не повеќе од 2 дена. Затоа тука се куќните љубимци да го изедат тоа што ќе остане. Да не остане, да не се фати. Да, и нив да ги нагостиме за новата година, така да во суштина тоа е моја препорака за месото, секогаш многу свежа салата со месо. Ви благодарам многу за вашето гостување. Ви посакувам среќни новогодишни празници и успешна нова 2021 година и да се видиме повторно во новата година. Благодарам на поканата и на сите гледачи. Ја честитам однапред, да речеме, новата година да биде поуспешна, посреќна и да бидат задоволни со она што ќе се случува за разлика од оваа година која што малку ни ги поремети плановите.